имаше регулаторната гилотина, која со различно темпо се спроведуваше почнувајќи од 2010 година и придонесе за намалување. Не беше отворено и истражено на конзистентен и системски начин. Истражувањето на обемот и ефектите од парафискалните давачки во земјите од Западниот Балкан е се уште во почетна фаза. Постоечките еден чекор да се регистрираат сите постоечки давачки. Најмногу во овој поглед има направено Србија, која има воспоставено и регистар на вакви давачки. Слично има и Црна Гора, која неодамна направи мапирање на парафискалните давачки. Ова анализа произлезе од предметите од акцијскиот план за организација на стратегијата за организација на информалната економија 2018-2020 година, чие чест ми е што заедно со Finance Think успеавме да изработиме ваква анализа, која основните цели на политиките на владата на Северна Македонија е создавање на поволно деловно окружување кое ќе овозможи раст и развој на претприемништвото, како и раст на продуктивноста и конкурентноста на микро, малите и средните предпријатија. Повикувајќи се на ваквите заложби на владата, бизнис секторот преку стопанските комори побара да се направи анализа на сите парафискални давачки на централно и локално ниво и да се разгледа можноста за намалување или укинување на одредени парафискални давачки кои представуваат административен товар на микро, малите и средните предпријатија. Значи, според податоците на Doing Business 2018 година, вкупната даночна ставка во Македонија сепак покрај ниското фискално оданочување и товар, компании, лиценци и слично, на централно и локално ниво представуваат голем товар за компаниите. Тоа особено се однесува на микро и малите предпријатија, со оглед на тоа дека овие плаќања не ја земат во предвид големината на фирмите. Економија може да биде и сложениот систем на пресметка имена на давачките, како и нетранспарентноста на процедурите за плаќање на давачките. Во такви случаи, фирмите и граѓаните може и ненамерно да не платат некоја давачка, бидејќи не се информирани или поради